заедно со договорот, освен бришење на името Македонија, го загрозува и националниот идентитет на македонците. Предлагам да ја слушнеме изјавата од грчкиот премиер Алексис Ципрас во однос на μακεδονскиот идентитет. Εμείς δεν θα τους πούμε ποτέ Μακεδόνες. Εμείς θα τους ονομάζουμε Σλάβο-Μακεδόνες. Го видовме грчкиот премиер Алексис Ципрас во овој куз дел изваден од неговото учество во Грчката национална телевизија, каде што накратко објаснува, вели, ние нема да ги ословуваме како македонци, ние ќе ги ословуваме како славомакедонци. Сега би ве подсетил на уште едно парче кој што се однесува на идентитетот кој што Зоран Заев вели дека го зачувал, а всушност е загрозен со овој капитулантски договор. Ке подсетам на изјавата пишана на Јоргос Катругалос, алтернативен грчки министер за надворешни работи. Тој, одговарајќи на критиките на опозицијата, вели дека во договорот не е споменат идентитетот, ниту пак националноста, туку само правната врска помеѓу граѓаните и државата. Па вели, во договорот нема никакво споменување на националност, ниту пак би можело да постои. Се споменува државјанство. Отворете ги вашите пасоши каде што пишува државјанство. Тоа е правната врска на граѓанинот со државата, не е националноста, со тоа не може да се занимава договорот, бидејќи е прашање кое е поврзано со свеста и само определувањето. Подсетувам, тоа е оваа изјава овде, пренесена од македонските медиуми, точно преведена, на Јоргос Катругалос, алтернативниот министер за надворешни работи на Република Грција, а се однесува на капитулантскиот договор на Зоран Заев со Република Грција. Почитувани, договорот за капитулација кој што го преговараше Зоран Заев не представува никаква заштита за идентитетот. Уште една негова лага е дека се штити идентитетот на македонскиот народ. Погледнавме две изјави. Првата е на грчкиот премиер Алексис Ципрас, каде кажува дека Грција нема да не признае како македонци, и втората е на Јоргос Катругалос, кој што е алтернативен грчки министер за надворешни работи, и кажува дека во договорот нема споменување на националност, туку се однесува само на државјанство. Ово укажува на тоа дека Зоран Заев едно говори пред домашната јавност, а грчките политичари го соопштуваат она што Заев го премолчува во Македонија. Договорот на Заев за капитулација не го штити националниот идентитет, туку напротив го загрозува. На ова се надоврзува и членот на договорот со кој што се предвидува бришење на зборот Македонија од употребата и институционалната меморија во земјата. Ова значи дека Зоран Заев не само што не го штити името, туку тргувал и со националниот идентитет и директно го загрозува со ваквиот договор. Ова е договор со кој 100% се прифаќаат сите грчки барања, ниту една позиција на Македонија Заев не ја заштитува во овој договор и со овие преговори. Го повикуваме јавно и гласно да ги објасни изјавите на грчкиот премиер Ципрас и на министерот Катругалос. Зошто дома ја лаже јавноста дека идентитетот е сочуван, кога самиот текст на договорот тоа не го потврдува и сосема поинаку говори грчкиот државен врв. Има ли грам чувство за државност Зоран Заев, штом прифатил ваков антидржавен и штетен договор? Договорот е дивоградба за преуредување на националниот идентитет и облик на Македонија.